Почитувани, добро вечер. Добре дојдовте на вечерашниот подкаст посветен на една од најважните и најчувствителните теми за секој еден граѓанин. Тоа е земјоделието. Денес не зборуваме само за сектор, туку за луѓето што го хранат овој народ, што се грижат за македонската почва, за секоја лоза, за секое зрно жито. За жал, изминативе години тие луѓе беа оставени сами. Владата предводена од СДС и ДУИ зад себе остави катастрофално наследство. Закочени проекти, недоволен персонал во шумската полиција, затворени или нефункционални подрачни канцеларии, неисчистени и запуштени канали за наводнување. Земјоделците ги чекаа своите пари со години. Субвенциите за неколку години останаа неисплатени. Родот пропаѓаше, откупните цени беа понижувачки, а многу од нив беа принудени своите производи да ги фрлат на буниште. Но, после години на застој, конечно започна ново поглавје. Со формирањето на владата предводена од ВМРО ДПМН започнаа темелни промени. За само една година исплатени над 9 милиарди денари субвенции за над 70.000 земјоделци. За прв пат државата покажа дека може да биде фер, дека може да исполни, а не само да ветува. Склучени 967 договори за закуп на државно земјиште со вкупна површина од околу 2700 хектари. Распишани јавни повици за дополнителни 3200 хектари. Откупувачите на тутун ја подигнаа цената на 400 денари, а владата субвенционираше за 100 денари. За прв пат постигнати се највисоки откупни цени за винските сорти Вранец и Смедеревка, со што директно се поддржува македонскиот лозар. Поддршката ја добиваат и младите земјоделци преку мерката 112 со 254 апликации, и тоа не само на хартија, туку со реална институционална поддршка. Посебно внимание е дадено и на научно-образовните институции со над 61 милион денари се опремуваат лаборатории и истражувачки центри за прв пат по подолго време. Институтот за тутун во Прилеп, Институтот за сточарство, Факултетот за земјоделски науки и храна и Универзитетот во Тетово добија поддршка како што не се памети последната деценија. Ова не се само бројки, ова се знаци на една насока нова насока во која земјоделецот не е повеќе последен во редот. Ги поставуваме темелите на промените, доаѓа времето на Македонија. Доаѓа времето на горд и достоинствен земјоделец. Вечерва за една година влада разговараме со министерот за земјоделие, шумарство и водостопанство Цветан Трипуновски. Добро вечер, добро венете. Добро вечер, поздрав до вашата публика. Благодарам на поканата да бидам гостин во вашиот подкаст. Благодарам за можноста. Ние и пред скоро можеби 7-8 месеци би рекол, имам исто така еден интересен подкаст каде што разговаравме за тоа што ќе направиме понатаму, меѓутоа и со што се соочивте. Така да јас не би одолеве сега со што се соочивте, меѓутоа измине една година влада. Што вие како министер направивте? Добро, во вашиот воведен говор спомнавте неколку од поважните работи кои што случија во изминативе една година со формирањето на владата. Меѓутоа, за да фатиме правилен тек на станите, за да направиме пресек каде сме денес, мораме да се подсетиме каде бевме кога ја преземавме владата. И ова едно чисто подсетување за да се измери успехот на овие 365 дена кои што стојат позади нас. И на претходниот подкаст кога бев гостин во вашето студио, потенцирав дека она што беше наследено од претходната влада една апокалиптична состојба во делот на македонското земјоделство, неисплатени субвенции, разношени системи, недонесени закони, неисплатени плати према најголем дел од работените во институциите кои што се во секторот, поточно национални шуми, АД водостопанство, каде што знаете за некои 3-4 месеци имаше доцење во платата, неплатени придонеси, здравствено, пензиско и така натака. Беа офатени скоро 2000 и повеќе семејства кои што ја чекаат својата плата од менеджерскиот тим во тоа време, која што за жал не беше исплатена. Кој што спомнав, недонесени закони, неформирани проектни единици за двата проекта кои што ги води Министерството, тоа е проектот Светска банка за модернизација во земјоделството и кредитот од KfW банката за обнова на системите за наводнување. Како да ви кажам, една ситуација каде што не само земјоделците, него самата институција, вработените, сите институции кои што влегуваат во секторот, едноставно беа во една таква летаргична состојба,
ниту имало некаква иницијатива, ниту имало започнати процеси, едноставно имав чувство јас како министер со формирањето на владата дека почнуваме не од нула да го градиме системот во земјоделството, него практично да го враќаме од минус состојба во една позитивна нула. И навистина тоа се една макотрапна работа, каде што дел од процесите кои што сме ги воделе како министерство заедно со мојот тим, директорите кои што учествуваат во делокругот на моето министерство, можеби за дел од јавноста не биле видливи. Се трудиме најголем дел од активностите да информираме јавноста за земјоделците, меѓутоа има нешто што сте вели работа под радар во позадина, каде што практично се административни блокади кои што сме ги наследиле во се со цел да го придвижиме секторот. Да не зборувам за катастрофата во делот на наводнувањето, еден битен сегмент кој што практично без навремена и доволна количина на вода за наводнување не можеме да размислуваме земјоделско производство. Еден пример за во каква состојба наследивме во делот на водостопанството, браната Калиманци, кој што управуваше претходниот менаџерски тим, во предизборието или во фаза на техничка влада, практично ја испушташе водата од акумулацијата без потреба, за да ние се соочиме со проблем во делот на наредната реколта, односно наводнувањето на површините и засилувањето на оризот од реколта 25 година. Дали тоа се правило намерно, ненамерно, не навлегувам. Граѓаните доволно осудија на самиот изборен процес кој се случи минатата година. Да не зборуваме за необновените системи за наводнување, практично таму немало никакви инвестиции. И тоа е една повеќе од загрижувачка ситуација која што наследивме, меѓутоа во изминативе година дена навистина сериозно посветуваме внимание и сега правам паралела со тоа што сме го наследиле, тоа што е денес. Денес имаме преплавено Кочанско поле со навремена сејдба на Кочанскиот ориз. Денес имаме задоволни земјоделци во овчеполијата. Исто така за подсетување, овој период минатата година и годините пред тоа имаше протести каде што немаше доволна количина на вода, гореа полињата за да добијат доволна и навремена количина на вода. Денеска тоа не е ситуација. Минатата година во делот на Тиквешијата имаше сериозен недостаток на вода за наводнување. Родот на нашето најпознато грозје беше преполовен токму поради овој недостаток на вода. Денеска и Кавадарци, и Неготино, и во делот на Росоман и Градско имаат доволна и навремена количина на вода и затоа и оваа година очекуваме многу поголем род. Можеби вака е многу лесно и кратко да се каже што сме наследили, во која состојба сме сега, меѓутоа верувајте, се работеше макотрпно, се здвојува и сериозна сума на финансиски средства за да се одглави целиот процес и да се придвижиме напред. Не би губел повеќе време во делот на тоа навистина во каква состојба наследивме. Сега сме повеќе од една година влада, веќе треба да зборуваме за бенефитите, меѓутоа би посакал никогаш во иднина да не се случи влада како она што беше предводена од СДСМ и ДУИ да направат таква дисторзија на системот, затоа што аграрот е многу осетлив сектор. 50% зависи од креирање на политики, мерки и така натака, 50% зависи од временските услови. Во минатото тоа практично значи дека и времето и владата не беа насочени во тој земјоделски сектор и затоа со тешко срце кажуваме дека Македонија од некогашна извозно ориентирана држава со текот на тие години погрешни политики станувавме се повеќе увозно зависни од храна. Меѓутоа и параметрите и во тој дел се надевам дека во текот на ова гостување ќе имаме можност да направиме споредба каде денеска се наоѓа македонскиот аграр. Со една реченица по однос на првото прашање, не би посакал никогаш да се повтори такви лоши и менаџерски тимови да го водат министерството како што беа луѓето од СДСМ и од ДУИ, затоа што тоа се најтешките години кој што го преживувал македонскиот аграр и верувајте санацијата веќе во негативен тренд е стопирана, меѓутоа целиот процес да добие една здрава конструкција ќе треба период за да го вратиме во една нормален тек.
Министер, овде би сакал, сепак е партиски подкастот и говориме за една година влада, меѓутоа не стигнуваат оние секојдневни, јас би рекол, безидејни соопштенија на опозицијската партија, односно СДС, каде што секојдневно велат дека владата не се грижи за земјоделците. И јас овде би сакал да прашам зошто го говорат тоа, бидејќи имаме само еден пример, дека во нивно време буквално плати не биле способни да им дадат, а да не говориме за оние субвенции кои што секојдневно ги кажувате и вие дека со години не се исплатени. Зошто тие со кој образ говорат дека земјоделците не се приоритет на владата? Видете, лицемерието е многу големо од нивната страна. Јас во утринскиот брифинг денес утрово го читав извештајот и во едно од вестите беше дека Филипче вчера ги посетил лозарите во Теквешкиот регион. Го читам текстот и практично не ми се верува тоа што го читам, или крајно се, вака, да кажам, заслепени од политиката, или пак мислат дека со лаги ќе намигнат према лозарите и ќе ги добијат. Читам дека владата на ВМРО ДПМН ги скатила субвенциите, немало дополнителни мерки, немало објави за малите дестилери, за семените винари и така натака. И апсолутно вистината е спротивно тоа. Аргументите се на наша страна и треба, например, у најмала рака лидерот на опозицијата да го казни тој што му го спремил материјалот. Затоа што во моментов тече објава за поддршка на малите семени винари и дестилери кои што државата ќе добијат грант, и овој пат, за разлика од минатото, тоа се прави во еден нормален и законски начин, односно преку платежната агенција ќе имаме следливост на средствата, а не како во нивно време, и тоа треба лидерот на опозицијата си го праша тогашниот министер Николовски, како подели 2 милиони евра за опрема на семени винари, каде што дел од парите не завршиле во вистинска насока, меѓутоа таму си е посебна надлежност на една институција која што го проверира тој момент. Исто така треба опозицијата и лидерот на опозицијата да знае дека минатата година владата на ВМРО ДПМН постигна највисоки откупни цени на вранецот и смедеревката и практично минатата година бербата помина без ниту еден крик на еден лозар. Тоа што во годините уназад не беше така. Беа редици трактори, истурање, нервози и така натака, па некаква интервенција која што сепак дојде време ВМРО ДПМН да исплаќа. Исто така, значи, сето она што се работи од опозиција навистина е несватливо. Уште еден пример. Вчера бев на собраниска седница, каде што се гласаше законот за ловство и за дивеч. Меѓутоа, претходно имаше една точка од група пратеници од ВМРО ДПМН и коалицијата за измена на законот за стокови резерви, каде што предвидуваме стоковите резерви да се полнат од домашното производство. Верувате дека никој од опозицијата, вклучувајќи го и поранешниот министер, не гласа за тој закон, кој што е во интерес на македонските земјоделци? И сега ние треба да зборуваме за конструктивна опозиција, за опозиција која што се грижела за земјоделците, а во моментов или манипулираат со лаги и невистини, или и тоа што е добро законско решение, кое што е во интерес на државата. Повторувам, на државата, тие земјоделци, независно од која вера политичка партија се земјоделци кои што придонесуваат за производство на храна. И поранешен министер, замислете, ја не очекувам можеби Оливер Спасовски да гласа тој закон, пошто може човекот појма нема. Ама овој кој што бил 7 години во таа фотелја, ако барем има доблест малце, барем он ќе го стиснеше зеленото дугме на тој закон. Не се случи тоа. Јас чувам една слика од гласањето, затоа што претпоставувам дека така функционираат, ќе се вадат, грешка било стиснам, да се евидентирало, меѓутоа да го затворам прашањето, навистина се служат со лаги и манипулации, меѓутоа силно ги демонтираат бројките и од Државниот завод за статистика, меѓутоа и од гласот на земјоделците. Би можел да заклучам и јас дека лагите и манипулациите се на врвно ниво кај СДС и убаво кажавте дека навистина ниту има доблест, ниту пак имаат срам, така да би ги оставил сега во тоа претходно прашање нив. Би сакал сега да ве прашам, министер, за, иако навистина кажавте доста и во воведот ги напоменав и ја, кои би ги издвоиле како најзначајни резултати што се постигнати во оваа измината година? Дали можеби се тоите новите цени за вранец и смедеревка, или пак оние субвенции кои што вие не беа способни да ги вратат, или можеби нешто трето? Ќе се обидам на 3 сегменти да го поделам одговорот. Првиот сегмент е во делот на откупот и пласманот на земјоделските производи. Споменавте и во воведот, заедно со премиерот, во разговорите кои што ги водевме со откупните компании, со Сојузот на тутунопроизводители, повторувам, заеднички постигнавме нешто што во минатото било мисловна именка.
рекордна цена откупот во делот на откупот на тутунот и од страна на откупувачите кои што ја подкренаа цената, и ние како држава излеговме дополнително. Пред некој месец со еден клик Министерство за финансии исплати 40 милиони евра субвенција кон тутунарите. Во еден ден со еден клик. Во минатото имавме исплатени субвенции со години. Во делот на откупот на винското грозје помина без ниту еден глас незадоволство. Оваа година ќе биде уште поуспешна во однос на минатата година, затоа што упорно работиме на стимулирање на процесот. Минатата година исто така откупот на пиперката, кој што е познат бренд од кој што се прави ајвар, исто така помина на едно одлично ниво, без проблеми, со зголемена цена и така натака. Откупот на јаболкото од Ресинскиот регион, таму е откупена сериозна количина на јаболка, каде што заедно со откупувачите, со земјоделците, направивме договор, цена која што не смее да биде под она што ја заедно утврдивме, таму имавме навистина едно задоволство од самите градинари. Тоа го бележи Државниот завод за статистика во делот на извозот на овој бренд. Пролетната зелка како култура исто така можеби за некој ќе биде смешно, меѓутоа таа зелка во минато се тркалаше по улиците, се тањираше, едноставно цената беше 5-6 денари, па успех беше ако се постигне цена од 10 денари за килограм. Со многу работа заедно со инспекторатот, како влада, како министерство, ги изменаџиравме процесите за да подкренеме цената која што практично е на едно исто историско ниво. Оваа година имавме цена која што во просек се движеше помеѓу 35 и 38 денари, значи просечна цена која што практично е многу повисоко над производната цена, задоволство и кај самите градинари. Во завршна фаза сега е моментов откупот на доматот исто така од Струмичкиот регион. Минатата година просекот, односно цена се движеше околу 15 денари, имаше протести. Јас како технички министер бев на лице место, се обидов да менаџирам процесот. Денеска доматот не падна под 40 денари, што е дополнителен стимул за тие градинари да продолжат и со втора култура и така натака. Гледате, нема протести, нема негодување. Минатата година во делот на производството на јачмен и на пченица, сега сме на прагот, односно веќе тече жетвата на јачменот, допрва доаѓа и на пченицата. Минатата година интервениравме со дополнителна субвенција на јачменот, каде што оваа година резултира со зголемување на површините под јачмен, тоа значи зголемена количина која што ќе имаме како принос. Исто така има зголемување во делот на пченицата, како стратешка култура, значи оваа година ќе имаме зголемен род во делот на пченицата и ги ја враќаме државата на патеките каде што можеме сами да си го задоволиме домашното производство, и во редот на откупот и пласманот на земјоделските производи можеби ќе испуштам некој производ, меѓутоа успехот е да се пласира земјоделскиот производ по рентабилна цена, која што ќе значи дополнителен стимул за наредната година. Нешто што во минатото не се случуваше. Вториот сегмент на кој што е исто така врзан со првиот во делот на производството е, споменав, на наводнувањето на земјоделските површини. Управата за водостопанство и акционерското друштво АД Водостопанство во текот на зимскиот период обезбедивме средства за резервни делови да се стават во функција сите системи кои што беа уништени во изминатиот период. Се чисти се каналската мрежа, се санира одредени сегменти на системите за наводнување, за да дочекаме 15 април како почеток на сезона за наводнување спремни, и тоа се случи. Значи, покрај финансиските средства се навистина ставија во една функција, не е никогаш доволно, морам да потенцирам, има уште многу да се сработи таму. Меѓутоа, како прва година влада, успеавме да го изменаџираме процесот, да стабилизираме системите за наводнување, за да имаме доволна количина на вода, и ова го кажувам како успех затоа што многу и практично директно влијае во делот на производството на храна и на земјоделски производ. Првично за квантитетот на производство, а второ за квалитетот. Кога ќе имаме квантитет и кога ќе имаме квалитет, нормално работиме да го продадеме тој производ по повисока цена и кој што е на бенефит на самите земјоделци. Во овој сегмент на наводнувањето практично наследивме кредитот од германската банка KfW, кој што требало се формира проектна единица за обнова на системите, четирите системи во Република Македонија, практично не беше ни формирана. Значи, ја формиравме проектната единица
го екипиравме целиот тим кој што сериозно го раздвижи речи го тој проект и веќе во наредните месеци, можеби малку заради локалните избори ќе има одредени административни застои, бидејќи процедурите се такви, меѓутоа многу брзо од сега ќе имаме и започнување со одредени градежни работи кои што ќе значат видливост на самиот проект. Тој проект досни добри 4,5 години кога ние ја преземавме власта, значи некој што требало да го придвижи целиот процес. Ние направивме многу повеќе за една година колку они за претходните 4 години и тука нема да застанеме во делот на пласманот односно наводнувањето на земјоделските површини. Останатиот момент или третиот сегмент на кој што сакам да го потенцирам во овој подкаст е во делот на легислативата. Сите оние закони, подзаконски акти кои што значат практично доуредување на процесот, затварање на одредени отворени прашања, регулација на системи, практично една брза лента, дел преку пратениците кои што инициираа измени, дел преку владата, практично направивме еден сериозен бајпас и одглавување на процесите. Во делот на успехот кој што го практично или ова поместување во една позитива изминативе година дена практично може да се осети во секој еден сегмент. Покрај овие три први столба кои што ги кажав и во делот на она што значи сериозен пристап, ставање во приоритети на владата и министерството кон земјоделците. Стално, постојано го имам тоа потенцирано дека довербата на земјоделците кон институциите беше сериозно нарушена или изгубена. Ние со исплаќањето на сите заостанати обврски од 2020 па до 2024 година и нормално продолжување со исплата на тековните субвенции, до денеска имаме една ситуација приближно нула, практично со овие 9 милиарди денари праќаме сигнал дека на вистина оно што сме го зборале како опозиција сега ни е приоритет. И премиерот, и владата, и министерството во наредниот период ќе продолжи со континуирана навремена исплата на субвенциите, кои што значат сериозна подкрепа во оној земјоделски сегмент. Тоа така ќе продолжи во наредниот период. Паралелно се работат и на воспоставување на една здрава функционалност на национални шуми во делот на обезување на дрвната маса и сите оние институции кои што постојат во секторот, инспекторатите во делот на пред се едукацијата, кој што значи не е само веднаш да се казнува некој, него малку едукација, доколку некој не се коригира, па да се идат со санкции. Ова кога ќе го закружите со показателите од Државниот завод за статистика, ќе видите дека Македонија веќе има позитивен тренд во делот на извозот на земјоделските производи. Споредбено првиот квартал 24 со првиот квартал 25 веќе имаме раст од приближни 5% извоз. Во делот на откупот и продажбата на земјоделските производи, исто така споредбено со овие два квартала, имаме сериозен раст практично во секој еден сегмент. Гледајќи го некој, можеби од опозицијата, ова мој подкаст ќе каже дека во делот на индустријските култури има пат од 67%. Тука морам да појаснам зошто е тоа така, затоа што откупот на тутунот во 2024 година се случи во првиот квартал, бидејќи за потсетување на крајот од 23-та имаше тактизирање, немаше добра цена, тутунарите не го предава родот и од кога се случи тоа во 24 година, тогаш практично се даде најголемиот дел од родот, а оваа година, првиот квартал, практично имаше најмало предавање на родот од тутунот, бидејќи во завршетокот, односно во последниот квартал од 24 година, практично се изврши целиот откуп. И затоа тука имаме еден минус, а во суштина имаме голем плюс кој што значи зголемување на извозот по однос на оваа категорија на земјоделски производ. Дополнително, последниот извештај кој што излезе од Државниот завод за статистика во делот на инпутот и аутпутот кај земјоделските производи, гледаме дека кај инпутот имаме раст од 2%, меѓутоа кај делот на аутпутот, односно продажната цена на самиот земјоделски производ, имаме раст од 11%. Преведено со еден народен речник, тоа значи дека цената на земјоделските производи е зголемена за 11% и тоа не е од аспект дека граѓаните купуваат поскапи земјоделски производи, меѓутоа тоа значи дека земјоделците продаваат по повисока рентабилна цена.
Друго е прашањето кој го јаде, мислам, зошто е висока цената на полица, на пазарите и по маркетите. Јас зборам аспектот дека земјоделците добиваат заслужена цена, што во минатото практично не беше случај и затоа нас ни се празнеа селата, се намалуваше производството и стануваме се повеќе увозно зависни од тоа што сме произведувале. Меѓутоа, можам со уверување да кажам дека моментално имаме стагнација на таа негатива, дека сме во некоја позитивна нула и дека во наредниот период со мерење на другите показатели ќе имаме успешни и наредни квартали во телот на годината. Во однос на извозот, девизен прилив, споменав првиот квартал 24 со 25, само за овој квартал имаме некои 11 милиони евра зголемен девизен прилив по однос на извоз на земјоделски производи. Ако тенденцијата биде ваква, верувам дека ќе биде можеби поуспешна, а годината ќе завршиме со многу поголем плюс. Тука би сакал едно мало подпрашање, бидејќи според како што напоменавте Државниот завод за статистика и го имате и тоа неколку пати говорено, односно првиот квартал 25-24 има зголемување на извозот на гранките од 9 до 63 месечни проценти. Така е, зависно од која култура, за која култура. Зошто досега ова не било случај? Исто како што напоменавте со тутунаците, можеби таа бројка е сега споредбено во минус, меѓутоа зошто волку не се помагало или едноставно државата не била рамбо до рамбо со земјоделците? Па еве вака најкратко да се изразам и најпластично, јас изминативе 12 месеци во Струмичкиот регион имам одржано преку 20 состаноци. Откупувачи, земјоделци и така натака, значи комуникација практично секој месец најмалку по еднаш. Претходната влада 20 пати се нема појавена во 7 години. И тоа отсуство на комуникација, на следење на проблемите, превенирање, креирање на политики, не случајно велевме дека земјоделците се оставени сами на себе. Кога си сам на себе, се знаеш како знаеш, умееш и највеќе ланецот се кинеше да го напуштиме земјоделското производство, бидејќи немате рентабилност, нема кој да се грижи, нема кој да ве заштити и така натака. И затоа се намали производството. Посветеноста на владата, на министерството, на институциите во сегментов, на секојдневната комуникација со здруженија, со земјоделци, со откупувачи, преработувачи и така натака е секојдневна. Јас изминативе месец дена имам сериозни сет на состаноци и со винарски визби и со земјоделски здруженија за да го пречекаме спремни откупот на винското грозје кој што е за неколку месеци од сега. Значи, таков ни е секторот да морате да превенирате, да работите однапред за да го дочекате моментот спремни. Претходно тоа се случуваше да имаше постфестум интервенција која што практично веќе беше задоцнато. Тоа е како едно растение, ако не му дадете навремено вода за наводнување, потоа да го преплавите со вода, џабе, тоа ќе биде практично веќе мртво. Така и со земјоделскиот сектор, каде што тие задоцнати мерки, тој игнорантски однос, непосветеност, сега зборуваме отворено, точно е дека сме на партиска трибина, претходните министри повеќе шета надвор од државата и сакаат да се луксузираат на државен трошок, да се сликаат и така натака, отколку да се работат дома. Нашиот претходен министер глумеше дека е министер за надворешни работи, а не министер за земјоделство. И затоа сме или го наследивме секторот во таква една катастрофална состојба, сега сликата е навистина поинаква. Можеби е тешко, меѓутоа ние сме се нафатили да го движиме процесот напред, нема откажување. И јас сум повеќе одубен дека во наредниот период ќе има уште повеќе успеси кои што ќе ги споделиме. И во делот на градинарството, и во делот на сточарството и така натака. Можеби секторот зависи од делот на временските прилики, меѓутоа и во тој дел работиме на заштита од климатски промени, прилагодувања. Еве сега во моментот имаме 4-5 јавни повици кои што се ставени на располагање на земјоделците. Споменавте, заврши повикот за млад земјоделец, каде што сакаме млада енергија да внесеме во секторот. Тука морам да потенцирам дека за разлика од минатите години имавме олеснување, го намаливме прагот на прифатливи поени кои што ќе значи одобрување на апликацијата. Во моментов тече апликација за механизација трактори во делот на земјоделците, каде што исто така младите имаат приоритет. Имаме јавен повик за приклучна механизација, јавен повик за антифрост системи во борбата против климатските промени, антифрост системи, системи за мрежи против штетното зрачење од сонцето,
Значи, повик за набавка на електрични огради во делот на пчеларството, бидејќи вака е сточарска гранка која што исто така важна во земјоделскиот процес. Значи, сериозни сет на објави кои што практично се ставаме како држава на располагање да им помогнеме финансиски, нормално со прифатлив бизнис план од другата страна. Повик за малите семени винари и дестилерии, кој што е еден од моментот на решавање на проблемот со пласманот. Ми тоа повторувам во една законска рамка како што доликува согласно правилата на игра од платежна агенција, не како во минатото прв дојден, прв услужен и не се знаеме каде завршија парите. Едноставно, сите оние капацитети стојат на располагање и отвореност на Министерството, па и моја како министер на терен, за да ги слушам и превенирам и проблемите и да работиме на еднината. Тука сакам како рамка да го потенцирам и моменталното носење на Законот за земјоделство и рурален развој. Тоа е основата, базата, темелот на земјоделското производство. Законот е така пообемен. Стручните служби, односно групата која што го работеше, составена од земјоделски здруженија, науката, министерството и така натака, изеде со еден предлог законско решение. Истиот беше на НР системот 30 на дена. Се спроведе една јавна расправа, стигна одредени забелешки и да речам укажување или предлози, дел од нив се сериозни и добри да се прифатат. Ќе ги ставиме во систем на законот. Ќе организираме и втора јавна расправа. Сакам да кажам дека носењето на овој базичен закон ќе биде максимално транспарентно, ќе бидат сите вклучени, секое мислење кое што е добронамерно, кое што ќе биде во прилог на земјоделците, ќе биде ставено во овој закон и очекувам дека до крајот на годината ќе заврши и владината и парламентарната процедура, се со цел од први 26 година законот да биде во сила, бидејќи таму имаме и дел од новините и во делот на враќање на село, во делот на регулација на откупот на земјоделските производи, кој се може да биде откупуваш, под кои правила, рок на плаќање, субвенционирање и така натака. Значи, редефинирање на сегментот во една позитивна насока со вметнување на сите европски директиви во делот на земјоделскиот процес. Нормално ние како држава која што аспирираме да бидеме член од европското семејство, мораме да ги ставиме тие препораки и директиви во нашиот закон. Така да овој закон ќе биде во една транспарентна постапка донесен и ќе биде, според мене, сакам да биде општо прифат на сите кои што треба да го применуваат. Морам да ве прашам овдека, бидејќи ги напоменавте и младите проектот Млад земјоделец, меѓутоа и она помош со проектите. Моето прашање би било тука, има ли Министерството и вие како министер план за тоа да се намали она просечна старост на земјоделецот? Дали со овие закони, со оваа помош и со она што го говоревте за преселување од град на село, сметате дека ќе се намали просечната старост на земјоделецот, односно што повеќе млади да работат оваа гранка? Валентин, ајде да го лоцираме првим проблемот, зошто е овака. Точно дека старосната граница ни е 55+, и е сериозно загрижувачки. Меѓутоа, јас проблемот го лоцирам во, пак ќе го вперам прстот во погрешните, погубни политики, задоснити политики од претходната влада, затоа што секој еден млад човек, кој што со своето семејство живее во некој од селата во Република Македонија, каде што неговиот татко се занимава со земјоделство. И кога тој млад човек ќе види дека неговиот татко, неговите родители, мачат како да обстојат во секторот, како да обезбедат достоинствени услови за живот и прехрана на неговото семејство, тој млад човек веќе размислува како да напушти нашата држава или да замине надвор од процесот земјоделско производство, и тука се прекинува врската на традиционално земјоделско производство, бидејќи јас потекнувам од село и знам дека земјоделството се практично наследува од своите родители, тие што ќе одлучат да останат во процесот, и во една ваква сериозен минус, во ваква нерентабилност, младите го напуштаат процесот. Дополнително, државата, претходната власт дозволи да се доведе категоријата земјоделец на едно социјално ниво, кога ќе кажете дека сте земјоделец, дека чувате крави, дека имате сточен фонд, тоа се подразбира дека е нерентабилно, нема пари, дека премногу валкано и така натака, подценувачки, и дека тоа не заслужува никој да учествува во тој процес, и тука практично настанува кинењето на процесот, и кој ќе го помножите тоа со 7 години власт на СДСМ, доаѓаме до една сериозна бројка кој што никој не сака да работи земјоделство. Сега, изминативе година дена,
дел од младите ги убедуваме дека треба да влезат во процесот не само со грантовите од 50 или 10.000 евра, него да покажеме и покажуваме дека производството, земјоделското производство може да биде рентабилно, да биде достоинствена гранка за екзистенција на своите семејства и дека има една сериозна рентабилност. Споменав пласирање на земјоделските производи, рентабилна цена, откуп на време на исплата и така натака и така натака. Сега кога го споредам тоа со тутунов како гранка, ние оваа година имаме сериозно зголемување под површините со тутун. И тоа на млади луѓе кои што влегуваат во процес, а дел од нив дури и се вратени од странство кои што ја одгледуваат оваа култура. Значи, нашата интенција е да им објасниме и им покажуваме на младите дека ако се занимаваат со оваа земјоделска гранка, дека може да остварат профит. Тука, со тоа убедување го надополнуваме со моментот давање на грантови и предности при аплицирање. Ако аплицира некој млад човек за земјоделско земјиште, кој што споменавте вие дека имавме два јавни повики кои што ги спроведовме, над 2100 апликанти, над скоро 6000 хектари, сега спремаме еден јавен оглас кој што ќе биде во наредниве месеци, предност им даваме на младите луѓе. Овие грантови кои што ги дадовме, односно објавата за 10.000 евра грант, практично младите луѓе имаат предност и така натака, и за да им помогнеме за евентуално да влезат во процесот. Може би на некој му треба трактор, некој му треба некој објект и така натака. И во другите објави секаде ставаме дека младите луѓе имаат предност, односно имаат неколку бода плюс пред останатите апликанти за да се почувствуваат дека се важни. И тука нема да застанеме. И во новиот закон кој што го спремаме, ќе имаме и нови објави кои што ќе бидат наменети за оние млади луѓе до 40 години, млади брачни парови кои што ќе сакаат да влезат во процесот, затоа што ако сакаме да зголемиме производство, мораме да внесуваме и млада свежа енергија која што ќе следи и технолошки трендови и производствени трендови и на тој начин ќе можеме да го зголемуваме нашата продукција. Овдека сакам да споменам дека ако го погледнете процесот на ниво на влада, ќе гледате дека премиерот преку останатите министерства, преку локалните самоуправи, каде што најголем дел од начинците се од ВМРО ДПМН, работим и на услови за живот во руралните средини. Според мене и според останатите не е доволно само да имате рентабилна цена, сигурен пласман и така натака, треба да имаме и достоинствен живот, да имаме и вода за пиење, и училишта, и здравствени заштити, така да тука гледате како на ниво на влада работиме практично да сите сегменти ги удоволиме. Јас во мојот ресор, министерот за транспорт во неговиот ресор, локалните самоуправи во нивниот домен, ги помагаме како влада, општините знаете дека од оној кредит кој што го земавме од Унгарија, дел од средствата беа за капитални инвестиции во руралните средини покрај другите намени, така да во една целина кој ќе го погледнете големата слика кој ќе погледнете, ќе видите дека навистина сериозно посветуваме во делот на внесување млада сила, обновување на процесот и така натака, и нормално овие податоци кои што ги спомнав, веќе се доворен показател дека се движиме во една вистинска насока во делот на враќање на земјоделството во нашата држава. Жалосно е Македонија да ги има трите предуслови: доволни сончеви денови, вода како ресурс и квалитетна почва, и да се радуваме на увозен еден шлепер пченица, како што беше во минатото еден претходен министер и премиер, излегува на пресконференција, потрошија време да каже дека обезбеделе 2 шлепери пченица од соседна Србија, а нашето производство да пропаѓа. Такви слики веќе во минатото нема да гледаме. Министер, сега може би јас на пошироко ја објаснувам, меѓутоа сакам да доловам една вистинска слика во делот што се случува во моментов. Сите сме сведоци за она слика кој што напоменавте изминатите 7 години, дека земјоделецот беше на дното на приоритетите на минатата влада. И јас би сакал тука кога го напоменавте поранешниот министер за земјоделие, ми се чини дека имаше пред некој време говореше за ИПАРД програмите. Би сакал тука да ве прашам, бидејќи имаше една изјава, тој вели дека не била доволно искористена ИПАРД програмата, ми се чини за ИПАРД 2. Меѓутоа, од Европската Унија ние бевме назначени за лидери во искористеност од околу 85% ми се чини во оваа програма. Зошто го напоменува тоа дека не е доволно искористена ИПАРД програмата, а
сепак на хартија се гледа дека на вистина и во реалност се гледа дека е тоа сосема поинаку. Видете, во делот на тоа дали сме биле лидери или сега не сме, вистината говори дека ние сме на третото место, не сме лидери. Први се Турција, втори се Црна Гора, ние сме на третото место, збориме за ИПАР 2 програмата. Поранешниот министер обвини дека ИПАР 3 програмата имала мала реализација, задоснети објави, немало евалуација, немало исплати, така натака, што апсолутно не е точно. Нека постави пратеничко прашање или нека се обрати во писмена форма, ќе му одговориме и ќе види дека бројките на вистина говорат многу спротивно тоа што го тврди. Платежната агенција сериозно работи во моментов и на акредитација на нови мерки, кои што изминатите 7 години практично не се случија. Во интерес на вистината и лицемерието на опозицијата треба да бидат доблесни да кажат дека се што 7 години упропастија или го работеа беше проекти наследени од претходната влада на ВМРО да помага. Значи нека каже тој министер колку акредитации на нови мерки има во нивно време, 7 години потрошија. Дали го зголемија капацитетот на платежната агенција, дали просторните услови ги направија и така натака. Кога зборувам за модернизација проектот модернизација во земјоделството со кредит од Светска банка, 46 милиони евра, една од компонентите беше проширување на капацитетите на платежната агенција, со мал прст нема мрднато. Друг сегмент беше изградба на откупен дистрибутивен центар во Скопје, Струмица и Радовиш, и Ресен, се извинувам. Исто така нема мрднато со мал прст. Трето решение, софтверско решение, исто тамо нема никакво поместување. Реализацијата на проектот кога ние го наследивме министерството беше негде околу 1%. И тој 1% или под 1%, сега не ме држите за збор, беа потрошени за идејни решенија, проектирање наводно и така натака. Моментот каде најлесно може да се земе некој процент од тоа што ќе го потрошите, а реализацијата практично нула. Проектната единица не беше формирана како што треба, така да во делот на ИПАР средствата платежната агенција имаат најмалце простор да зборуваат и да критикуваат, затоа што најголемите промашувања во делот на исплата субвенции, нови мерки, ИПАР и така беа во нивно време. Мислам дека навистина не знам, не гледам потреба тоа да го коментираат, кога навистина сами знаат дека вистината е нешто поразлично од тоа. Ние работиме, како што кажав, упорно да изголеме капацитети и просторни услови, акредитација на нови мерки, и тоа се надам дека ќе биде многу брзо, тоа што информиран сум од страна директорот дека се работи засилено во делот на тој сегмент, така да и искористеноста на ИПАР средствата ќе биде на едно задоволително ниво. Министер, како е за крај на овој наш вечерашен? За да не дојде крајот. Да, може ќе го склопам тоа во едно прашање. Доаѓа летното време, веќе лето, како се сочуваме со, не дај Боже, пожари на отворено и еве како последно прашање, една година помина, меѓутоа што да чекаме во следната или во наредните 3? Во делот на пожарите веќе е донесена одлука за забрана движење во шумските појаси. Пристапки имаат само некои што ќе имаат посебно одобрение добиено, затоа што тоа е еден момент кај што сакаме да ги заштитиме шумите од евентуални несакани ситуации. Во делот на шумската полиција се работи на кадровско и техничко доекипирање со цел превенција во тој сегмент, покрај пожарите нормално и дрвократството. Национални шуми исто така во делот на нивните надлежности се припрема во делот на овие престојни месеци каде што имаме зачестени изголемена појава евентуална на пожари. На ниво на влада знам дека и другите институции, Дирекција за заштита и спасување, Центар за управување за кризи работат во тој сегмент за да превенираме или заштитиме тоа што е најголемо богатство во делот на шумите. Така да, она што се предизвици за наредниот период, согласно вашето прашање, што ќе следи во наредниот период, потенцирав неколку законски измени кои што ќе значат поставување нови правила на игра и темели во делот на земјоделството. Продолжуваме посветено да го штитиме трудот на македонските земјоделци, да ги менаџираме процесите и во делот на откуп и пласман на земјоделски производи. Знаете, во текот на целата година практично имаме континуитет во делот на земјоделското производство. Сакам годината да завршиме со сериозна позитива и во делот на извозот на земјоделски производи и во делот на откупот на истите.
Се надевам дека ќе имаме прилики во наредните месеци да направиме еден пресек како поминали цела 25-та година. Посветеноста ќе продолжи во делот на исплата на субвенции и нормално комуникацијата со сите земјоделски здруженија, со земјоделците, бидејќи проблемите не се решаваат за една година. Не сакам да бидам сватен дека ние за една година ќе вратиме се што десетина години било уништено и упропастено, меѓутоа посветеноста, макотрбната работа, секојдневниот ангажман, мислам дека ќе вроди со плоти, за тоа сум повеќе од убеден. Апелирам до сите земјоделци да бидат спокојни. Во декот на летните периоди има нормално изголемени температури и така натака, меѓутоа се надам дека нема да имаме некои посериозни природни непогоди како оние што беа во почетокот на пролета, каде што имаше рани мразови па нанесо одредени штети на делот земјоделските производи, меѓутоа мислам дека со еден заеднички настап во делот на земјоделскиот сектор, заедно како влада, како министерство ќе успееме да го вратиме и достоинството на македонскиот земјоделец и нормално да го вратиме и квантитетот на земјоделските производи. Паралелно ова попат го спомнувам, почнуваме една кампања која што ќе информираме јавноста за деталите во делот на зголемување или подкрепување на свеста на домашната потрошувачка, на македонските производи. Ќе излеземе со едно лого кое што практично ќе биде обележување на секој македонски производ. За секој еден купец која ќе се или потрошувач која ќе се најде пред полиците во маркетот или на пазарите, да видно биде одбележен и самиот да одлучи дали ќе купи домашен производ или ќе купи увозен производ. Со купувањето на домашни производи помагаме на домашната економија, парите си ги вртиме во нашата држава и крајната цел и мојата замисла е секој еден потрошувач со купувањето на домашни македонски производи, зборувам за преработки и за свежи производи, овош и зеленчук, да знае дека помага на некој македонски земјоделец, на некое семејство кој што макотрпно работи да го произведе тој квалитетен производ. И мислам дека ќе биде добра кампања и дека ќе вроди со плод, затоа што ние ако не си го цениме сопственото и квалитетното, никој надвор нема да ни го цени. Министер, јас ви благодарам за вашето вечерашно гостување. Навистина сметам дека разговаравме за многу она што е направено во изминатава година за земјоделците и она што понатаму планирате да го направите. Јас би рекол само сега е малку полесно за земјоделците бидејќи имаат партнер во владата. Како што напоменавте, ако 50% е временска непогода, 50% е владата, сепак они имаат 100% помош од владата за разлика од 0 што имале порано, така да не се сомневам дека земјоделците имаат партнери, ќе имаат полесни можности за што повеќе да станеме извозна земја. Да, ви благодарам поканата. Со една напомена да се видиме на крајот од годината, пак да прокоментираме за одредени ситуации измеѓу. Ви благодарам. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам за вашето внимание. Вечер разговаравме со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трипуновски. Разговаравме за многу проекти и многу реализација, што не очекува во иднина и со што сме биле соочени пред само една година. Уште еднаш ви благодарам за вниманието и се гледаме во следната емисија. Поздрав и секое добро.